Градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, како консензуален кандидат за председател, била ставена на маса вчера на средбата меѓу двата коалициони партнери во власта, бидејќи не се пријавил досега кандидат од ДУИ кој би сакал да се трка. Според извори на Алфа, меѓу членството во СДСМ, ваквата концепција никако не се прифаќа во било каква форма. Прво заради тоа што сметаа дека премногу испорачале во пресрет на изборите кон ДУИ, како на пример законот за јазици. И второ, заради нискиот рейтинг на Арифи, како меѓу незините тетовчани и пошироко, така и во споредба со високата општа поддршка за кандидатот на ВМРО ДПМН Силјановска Давкова. Предлогот на ДУИ е и академикот Абдулменав Беџети, како надпартиски кандидат, за што раководството во СДСМ не реагирало жестоко против, но пак анкетите го рангирале на 8 место меѓу 10 имиња, за кои гласало пред се членството и симпатизерите. Според нашите извори во власта, како албански имиња на листата на консензуален кандидат стојат и Мухамед Зекири и Имер Салмани. Првиот според гласовите е предпоследен на листата, а вториот 10-ти, односно последен. Вака гледано, највисоко рангираните партиски кандидати остануваат Спасовски, Шекеринска и Димитров. Но партиски извори за Алфа велат дека сепак Зоран Заев, иако вчера рече оти сака да остане во водство на извршната власт, има 50% шанси да ја трча председателската лента. Оти ниедно од предложените имиња нема доволно висок рейтинг за да ја парира на Силјановска во овој момент, а пак Заев, односно СДСМ, е првата партија кај албанскиот електорат. Зад него е Алијанса на села, па дури потоа ДУИ на Ахмети според рейтингот. Уште е примамливо дека можам да здружам и да сплотам. Сакам да се посветам на економијата и на реформите. Важен процес е за Република Северна Македонија, ова што предстои, и дефинитивно кој да ме прашате, се до селекцијата на конечниот кандидат, јас ќе останам на ставот. Останувам да работам во извршната власт. Со консензуалниот дил, Ахмети практично ја загуби можноста за сам да извади кандидат, зад кој би застанале и Села и Касами, барем според последните пораки на двајцата опозиционери. Сепак Заев се надева дека ќе успее да ги седне на заедничка маса и да ги убеди. Денеска тој е на средби со Гаши и Тачи.